Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во подкастот на ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. Вечерва, ова е просторот каде што отворено ќе зборуваме за промената која што сакаме да ја видиме. Зборуваме за тоа што значи поинаква политика за младите, за локалната заедница, за обичниот човек. Во оваа епизода зборуваме за културата на политичкиот диалог, за одговорноста на институциите и за тоа како секој од нас може да влијае не само на избори, туку секој ден. И посакуваме добре дојде на нашата гостинка, претеничката во Македонското собрание, господја Катерина Димитровска. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Започнуваме од едно вообичаено прашање кога се однесува на вашето ново искуство во рамки на парламентот. Тоа е честопати во јавноста слушаме дека политиката е валкана, дека сите се исти. Како човек кој што доаѓа со искрена намера и со конкретни работи и планови за работата во рамки на собранието, дали гледате простор за системска промена и како всушност се гради довербата денес? Да, ви благодарам на прашањето. Јас верувам дека правиме една поинаква перцепција за тоа како се гради една политика. Верувам дека може да изградиме поинаква политика, не може, туку и мора да изградиме поинаква политика. Мораме да промениме перцепцијата за политиката. За жал македонскиот народ има една поинаква слика за политичарите, што може би е оправдано од искуството од минатото, па затоа на граѓаните им е доста веќе од празни ветувања и зборувања. Политиката мора да биде поинаква од она што беше до сега. Оваа влада и нашето парламентарно мнозинство го докажуваат токму тоа, дека не сме сите исти, докажуваме дека нема бегање од одговорноста, без разлика на партиската припадност. Ние сме сервис на граѓаните и носиме решение исклучиво во нивна корист. Тука сме да го вратиме достоинството на секој македонец и тоа веќе го препознава народот и затоа добиваме секојдневно поддршката каде што сме на терен. Тука сме, всушност тука е суштината. Граѓаните препознаваат промената, ја вративме човечноста во политиката, не само како алатка за лична кариера, туку за промена, за подобра иднина за сите. Јас искрено верувам и вложувам се од себе за една таква перцепција да направам, што се гледа и од моите постапки и действување најмногу во периодот кога не сум имала никаква државна функција и никакво политичко влијание. Така. За собранието се вели дека е срцето на демократијата, но понекогаш изгледа одсечено од реалноста. Од неодамна вие сте пратеник, за прв пат досега во делот од Македонското собрание сте. До сега бевте од едната страна, сега сте од другата. Какво е вашето искуство за овој период кој што го поминавте до сега во парламентот? Дали постои поврзаност помеѓу теоријата и праксата? И дали колку често се носат одлуки во собранието според вистинските потреби на народот? Најважно ништо е пратеникот да биде со народот. Како пратеник сум секојдневно во контакт со граѓаните, било тоа да е на терен, порака, повик, личен контакт или социјалните мрежи, и кога има пофалби, и кога има критики, прво доаѓаат кај нас пратениците. Всушност ние сме најмногу изложени пред народот, зашто нели ни ја дадоа довербата и сега ние треба да се ја оправдаме истата таа доверба. И верувате, тоа е најголемата одговорност, но и најголемата чест. Можам слободно да кажам, народот почнува повторно да ни верува, не со зборови, туку со делата кои ги правиме, не по маркетинг, туку по принципи, кои ќе видат дека нешто што сме го ветиле, више го сработуваме, дека нешто што ни го кажале го процесираме во собранието и така се гради довербата на народот и нели на целата држава. Има многу да се работи. Системот не се минува преку ноќ, но веќе се гледа разликата. Гласот на народот се слуша, не само во кампања, туку и после
после изборите. Ние сме таму да им служиме, а не да владееме. Јас верувам во една поинаква политика, политика што не бега од народот, туку оди кај него, политика што е народна, и тоа е патот што го одиме чекор по чекор, истрено, со визија, со срце и така градиме надоварва. Корупцијата ни е една од темите кои што нема да ги одминеме. Се зборува дека оваа влада нема милост кога е во прашање корупција. Дали полека можеме да сметаме дека се враќа правдата во Македонија? Да, така е. Корупцијата е рак рана на секој општество и не е нешто што се решава со закон или едно соопштение. Тоа се решава системски, со политичка волја и со личен пример. И прв пат по долги години гледаме дека таа волја постои, барем од врвот на владата, кога премиерот кажа нема милост за корупција, секој што ќе се огреши, ќе се одговара. Можеби некои мислеа дека тоа се само празни зборови, но веќе гледаме резултати, институции што почнуваат да постапуваат, предмети што се држале во фиока или во подруми пак се разгледуваат, имаме функционери кои не ја сметаат државата за своја собственост. Секако борбата со корупцијата е многу тешка, за неа треба да се говори отворено, да ги кажуваме последиците кои следат, и така само вербата ќе се врати во институциите, со тоа што можам да напоменам дека сите тие што се најголеми критичари дека корупцијата постои, истите кога ќе се јават на телефон нели кај нас што се обавуваме некои функции и кога ќе побараат нешто да е незаконски, кога ќе уочиме дека тоа не е така, ако може да помогнеме на некој друг начин, нели во што се во рамките на законот, истите тие после да се соочуваме со коментари на Facebook, каде што имаме најголеми критики од нив. Така да мислам дека сите треба да се бориме со ова и еден пратеник треба да биде најголемиот глас и да не замижува кога гледа институции дека искористуваат позиции каде што се на функција. Катарина, вие доаѓате од локалната средина, каде што бевте особено активна во општина Аеродром. Колку научивте од локалната средина и што сега може од тоа да се примени во парламентот? Вака Аеродром е мојата школа за политика, но и за човечност. Јас таму израснав и ги повучнав моите први чекори во политиката, почнувајќи од малото од мојот месен комитет, и можам да кажам дека сите проблеми што ги има комшиите, роднините, сограѓаните, ги имав запишано во еден тефтер и гледам да делуваме по тоа, и кога ќе влезам во собранието влагам со нивните маќи и проблеми. Добро е прашање ова за зашто не следуваат нели локалните избори. Можам да кажам дека секоја општина се развива подеднакво, каде што имаме градоначалници на ВМРО ДПМН. Секој градоначалник работеше посветено изминативе години и тоа веќе се гледа. Денес со поддршка на владата имаме големи капитални инвестиции на секаде, не само во општините каде што е ВМРО ДПМН, туку во сите општини, без разлика на која политичка партија припаѓаат, и тука можеме да кажеме дека не сме исти, бидејќи во изминатите години кога ја немавме централната власт, кога имавме градоначалници нели на локалната власт, немавме никаква поддршка од власта, не само што немавме од централната власт, не само што немавме поддршка, туку гледа ако можете да направат обструкција да не се реализираат некои проекти. Можам да кажам дека само тие проекти може да не се реализирани, се друго градоначалниците со својот труд и работа го имаат реализирано, дури некои имаат излезано од програмата. И тука ќе видиме дека нормално не сме сите исти, има разлика во пристапот и во резултатите, и тоа веќе се гледа. Ние сме само една година на власт во оваа борба за обнова и напредок. Веќе граѓаните ја препознаваат промената, гледаат дека се гради, се инвестира
и се надевам дека на следните локални избори ќе имаме сите градоначалници што ќе бидат од ВМРО ДПМН ќе добијат победата во прв круг и ќе бидат честни луѓе како да сега и ќе работат својата работа. Одлично. Одим уште едно прашање на кое што не би можела да го изоставам, а тоа е Унијата на жени. Вие сте председателка на Унијата на жени на Општинскиот комитет Аеродром. Во текот на вашиот мандат успеавте да интегрирате многу жени. Се соочивте со бројни предизвици. Гледано од денешен аспект, која сметате дека е пречката, а која е силата на една жена во општеството? Ние жените не бараме привилегии, туку бараме можности, бараме еднаков старт, еднаква шанса да кажеме, да гласаме и да влијаеме, да бидеме дел од процесите, да не бидеме само статистика за извештаи, да бидеме таму каде што се носат одлуки и каде што се обликува иднината. Да, има напредок, но се уште не е доволен, се уште не сме доволно бројни на раководни позиции, не затоа што немаат капацитет, туку затоа што системите не се создадени по мерка на еднаквост. Како председателка на Унијата на жени на Аеродром, можам да кажам дека сите жени ги поддржувам и ги мотивирам да се приклучат во политиката, заради тоа што знаеме дека жените се еден двигател на општеството, како дома, така и на работа. Со гордост исто така сакам да најавам и мислам дека почнува сега од овој викенд Академијата за жени на ВМРО ДПМН платформата, која преку десетици жени од нашава држава ќе имаат ќе им се даде конкретно знаење, вештини, алатки за понатаму каде може да се пронајдат во политиката и исто така да делуваат во нивните можности каде што сакаат да направат промени. Како политичка партија покажавме поддршка кон жените со тоа што имаме првата председателка на Република Македонија е жена, така да можам да кажам дека сме задоволни од поддршката што ја имаме од партијата, но јас би била најсреќна кога би немало квоти да биде 50-50, само така ќе имаме еден систем кој природно ќе ги препознава и ќе ги вреднува жените. Така. Катерина, ви благодарам за вашето одвоено време и за учеството во вечерашниот подкаст. Почитувани, дали политиката може да биде поинаква? Веројатно, ако ние бидеме поинакви. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер, почитувани.